Тешката механизација која ги сечеше и откорнуваше дрвјата за да го подготви просторот за градење во општина Аеродром била одобрена од општината, но и од градот Скопје. По видеоснимката на која се гледа уништувањето на зелената површина, градоначалникот Златко Марин во телефонски разговор за 1 ТВ посочи дека на општината и се врзани рацете бидејќи парцелата на која ќе никне стамбено деловен комплекс е во приватна сопственост. Од град Скопје пак појаснуваа дека инвеститорот во барањето за сечење на дрвјата поднел и првосилна дозвола за градба поради што биле обврзани тоа да го дозволат. Инвеститорот се обврзал по завршувањето на градбата да засади нови садници. Паркови зеленило се надлежни за сечење и уредување само на јавно зеленило, а за приватните површини кога ќе ангажираат за сечење на дрвјата одлучуваат приватните сопственици на имотот. Изјавија од градот, дрвјата не можела да ги спаси ниту новата машина за пресадување која град Скопје ја набави пред 2 години. Директорот на јавното претпријатие Паркови и зеленило за дел од медиумите изјавил дека таа не може да се употреби во градски средини. Оваа машина е премногу голема и гломазна и не е за преседување на дрвја во градски средини. Пример за тоа е последниот случај во Аеродром. Инсталациите како и низ цел град се наоѓаат 60 см под земја, а дупката за да се извади дрвото треба да биде 1,2 метри. Затоа не можеше да се пресадат дрвјата, вели директорот Адријан Муча. Жителите кои на социјалните мрежи гневно коментираа за искасапениот парк се согласни дека треба да запре уништувањето на паркови и сечењето дрвја, но не се оптимисти дека нивниот притисок може да стави крај на градежната офанзива. Сум против тоа. Меѓутоа еве тоа се случува овдека, дали вие граѓаните може би имате некакви мерки за да реагирате против тоа? Очекувавте ли дека тоа ќе престане со промената на локалната власт? Искрено не очекував дека ќе престане, а инаку сум за тоа да се собереме, да се организираме, да си го кажеме. Какво е расположението меѓу аеродромци? Има ли повеќе? Искрено не знам, не сум слушал друго мислење. Добар ден, господи. Што сметате вие за градежната офанзива и за уништувањето на паркови за на нивно место да никнат згради? Јас сум против тоа. Сметате ли дека граѓаните може да се организираат и да извршат некој вид на притисок за да може ваквата појава да престане? Па не знам, не сум сигурна баш. Па лошо е, да. Откако вчера беа исечени дрвјата, денеска продолжуваат градежните активности кај Тобако 2 во општина Аеродром. На местото каде што беше парк со детско игралиште, веќе се подготвува да никне стамбено деловен објект. Инвеститорот е Порта Инженеринг Груп, а градежните активности ги изведува специјал градба со одобрение од 4 април пред точно 1 месец. Од општината се оградија од одговорност со образложение дека станува збор за приватна парцела. Општина Аеродром инаку важи за една од најзагадените скопски општини и додека зимно време нивото на штетните PM10 честички урива рекорди, граѓанските иницијативи на жителите засега останаа критички настроени само на социјалните мрежи, без конкретни реакции на уништувањето на уште една од зелените површини во општината.